Власта е намали цената на овошјето и зеленчукот за 10%, ама експресно дел од производите ги снема од рафтовите на маркетите. Откако надлежните се пофалија дека цените се замрзнуваат, Алфа направи обиколка во неколку поголеми продавници и од терен може да се види дека нема домат и пиперки, а некаде нема ниту јајца. Онаму каде што останало по нешто, тоа веќе е скапано и е вон употреба. Откако за 10% поевтинија овошјето и зеленчукот, но и јајцата, добар дел од нив ги снема од полиците на маркетите. Граѓаните реагираат дека власта свесно си игра мајтап со живците на граѓаните. Од друга страна, зелените пазари се полни со роба, но таму цените не се замрзнати и се многу повисоки. Многу мало намалување, а приметувам дека голем дел од маркетите, зборувам за малите, не големи имиња како Кам и Стокома, го злоупотребуваат. Значи, ние секојдневно гледаме покачување на цени, така да ја лебот ако го платам 30, отидам утре да е 50, ја ќе го платам. Не сум сигурна која е цената. Сабајле ми се случи во маркет да купам морбит мастики за 50 денари, што мислам дека беа 32-34. Треба големи контроли. Во некои од маркетите пакетите со овошје и зеленчук осамна речи си празни, а граѓаните се револтирани зашто не може да пазарат поевтино. Сепак за овој стандард се скапи цените. Тоа е тоа. Верувате дека нешто ќе се ублажат или тешко? Не е тоа доверување, тоа е економската ситуација. Што налага? Што е тоа, 2-3 денари, 5 денари? А некаде и денар. Ни денар нема. Доволно е тоа Ти или? го земат и на касата. Секако дека е фарса. Нема реално намалување. Има нешто, да речеме, за масло за јадење, така нешто има малку. Па мислам дека е лага. Тоа е нашата современа политика. Во меѓувреме од владата се пофалија дека граѓаните во текот на зимава ќе купуваат поевтино јужно овошје, зашто биле зголемени квотите за увоз. Министерот за економија откри дека владата утринава донела одлука и тоа за намалување на царинските давачки за увоз на овошје и зеленчук, и тоа од 65 на 10%. Ова нема да важи за доматите, краставиците и пиперките, за како што рече Бектеши да им се остави простор на домашните земјоделци. Со Косово и со Србија немаме давачки, пошто сме согласно договорот на ЦЕФКА. Тоа што е наменето за да се продава во нашиот пазар, во македонскиот пазар, тие го продават надвор од државата. Бектеши упати и порака до трговците дека владата нема намера да субвенционира земјоделски производи кои ќе се пласираат во други држави. Им порача на трговците навремено да обезбедуваат доволно количини овошје и зеленчук и да работат согласно законот. Од друга страна, стопанските комори мерката за замрзнување на цените ја сметаат за нелогична, зашто таа го нарушувала слободниот пазар и сиот товар ќе падне врз грбот на производителите. Во меѓувреме, клучна врата добија 5 маркети од Куманово, Кавадарци, Тетово и Гостивар, зашто не ги поевтиниле производите. Како што најави директорот на пазарен, селекција нема да има и ќе се проверуваат и казнуваат сите маркети и малски дуќани кои ќе си тераат по свое.